Здраво на сите, време за уште една епизода на емисијата се кладиме заедно со мене Зоран Мишевски, Евротип спортски облажувалници. Ова е Елка која што стои во позадина, веќе пред новогодишна атмосфера. Ни остануваат уште колку? 2,5 недели дека до нова година, а неа ни осетивме дека помина година. Две емисии се кладиме и одиме на 2020. Одиме на европско за ракомет. Ракомет, во Виена. тоа ќе ни биде првата тема во новата година, а Елката можеби ќе ни донеси повеќе среќа во типувањето. Се надеваме. Кога веќе го спомнавме европското првенство во ракомет, мораме да ја најавиме нашата нова наградна игра, типува во живо, навија во живо, веќе на билтените ме има со тресот на Македонија. Драги пријатели, она што треба да го запомните дека наградната игра започна на 11-ти, тоа е пред 2-3 дена, ќе трае до 31-ви. Наградната игра се состои во тоа дека треба да типувате во живо и навивате во живо. Значи со самиот наслов веќе го има основното правило на наградната игра, треба да уплаќате етикети кои се случуваат на надпревари во живо и треба да остварите највисок коефициент на уплатен тикет во живо до крајот на првата етапа. Значи има 3 етапи, во 3 етапи се добива по еден пакет. Пакетот што состои патување до Виена, смештај за двајца е патувањето и за двајца се блок картите за македонската репрезентација, ракометна репрезентација во групната фаза. Значи и плюс да не заборавам 30.000 денари на пакет во 3 фази на секои 7 дена. Така да правете добри тикети, дружете се во спорт кафето на Евротип спортски облажувалници, не заборавајте дека со 3 купени лименки на Златен даб добивате една гратис, така да викнете го и другарчето кое нема да плати за пиво, а ќе пие пиво. Дружете се, забавувајте се, навивајте во живо и направете добитен тикет и патувајте во Виена, бодрете ги нашите и посакуваме среќа. Јас сум оптимист дека фалангата ќе биде најбројна. Со исклучок на Австрија која што е домакин, Башка дека празници тој период. Има многу наши луѓе таму во тој дел од Европа, многу ќе заминат од тука, ќе имаме голема поддршка. Така е. Додека играте нова наша наградна игра, морам да ја напоменам дека веќе се наоѓаме во 10-тата фаза на наградната игра Еврошанса за 100.000 денари. Претходните 2 пати веќе со ред 100.000 денари одат во прилеп, има таму некаква борба помеѓу прилепчани кој ќе направи подобар тикет. Имате уште 2 етапи до крајот на годината, не заборавајте да направите ист добитен тикет со највисок коефициент и покрај тоа што имате една падната. Значи, имаме наградни игри, имаме типувања, имаме еден куп активности што се случуваше претходната недела, дали ќе ни кажеш со едно твое видување? Лигата на шампионите заврши првата фаза, заврши групната фаза и прв пат во историјата сите екипи кои што се пласираа во елиминационата фаза се екипи од 5 најсилни лиги. Значи, она идеја големите клубови кои што имаат за формирање на суперлига да си играат сами, да ги остават сиромашните настрана, полека им се остварува. Значи ниту еден тим од останатите првенства, значи не мора тоа да е некоја помала лига како балканските или шампионатот на Грција, на Турција. Нема ниту холандска, ниту португалска, ниту белгиска екипа. Се е сведено на Италија, Шпанија, Англија, Германија, Франција. Затоа и ние типуваме најчесто на надпреварите од овие првенства. Англија и Шпанија со по 4 представници се најзастапени, Германија и Италија имаат по 3, Франција има 2. Букмекерите велат Манчестер Сити, Барселона, Пари Сен-Жермен најсериозни кандидати, но јас би рекол дека од овие 16 кои што останаа, половина може да освојат Лигата на шампионите. Големо изненадување е Аталанта, која што во првата сезона успеа да мине групната фаза. Многу симпатична екипа за неутралните кои што немаат некој фаворити. Стегаат палци за Аталанта, еден мал тим од Ломбардија кој што секогаш бил во сенка на Милан, Интер, Јувентус, Рома и сега се Што прогнозираш, кој е фаворитот? Не знам, Лигата на шампионите е многу специфична надпреварување, овие групи кои досега се играа, сега се остават настрана, буквално ништо не важи кој како играл во групите. Например, Бајерн играше најубедливо и не само што има 6 победи од 6 надпревари, туку ниту една екипа во историјата на Лигата на шампионите не била така доминантна во победите. Значи, се тоа победи убедливи со 4-5 разлика, 7-2 против Тотенхем, 0-6 во Белград, се многу убедливо, но тоа ништо не важи. Напролет се може да се случи. И екипи кои што се провлекоа, како например Лани Тотенхем и Ливерпул, едва ги поминаа групите, играат меѓусебно финале. Затоа е Лигата на шампионите интересна, возбудлива и има таа мистичност, таа драматика. Не е тоа секогаш најдобриот да победи како во националните првенства. Во националните првенства велат 99% кој е најконстантен 9 месеци, тој заслужено е прв. Тука нема заслужено, незаслужено. Едноставно треба да се поклопат и коцките, да имаш среќа. 2-3 збора за нашата лига веќе
Да, Македонската лига е архивирана, заврши есенскиот дел. Ние сме првенство во Европа кој што има најдолга пауза, значи не постои друго првенство кој што има 3,5 месеци пауза. Сега е нешто поднамалена, бидејќи на 14 февруари ќе продолжат прволигашите, но такви се и временските услови, кај нас знае да се погоди толку ладна зима и да нема услови за фудбал. Да, јасно. Вардар есенски првак со 8 бода предност пред Шкенди и 9 од Академија Пандев, релативно изненадувачки, бидејќи Шкенди е најсилната екипа на хартија, но имаше многу проблеми сезонава, Вардар тоа го искористи, со една многу млада полетна екипа изби во преден план, иако сите се уште со резерва гледаат на тој Вардар и очекуваат од Шкендија да Затоа и те прашав. да направи Шкендија една серија на победи и да се врати. Не е ништо невозможно, ова ќе биде многу интересен пролетен дел од нашето фудбалско првенство. Мислам дека пак тоа ќе биде дуел Вардар Шкендија, тешко дека некој друг може да се приклучи. Така, ајде да направиме еден тикет. Ајде да одиме сега на првенствата. Значи, англичаните, да видиме, имаме Манчестер Юнајтед Евертон. Па Манчестер Юнајтед силно го критикувавме последните неколку недели. Мислам дека фати е ритам, дека конечно пронајде стил на игра кој што доликува на еден гигант како Манчестер Юнајтед. Кога ќе победиш дерби над превари, како Тотенхем и Манчестер Сити, ти расте само до вербата. За млади фудбалери победите не се само 3 бода. Да го победиш Манчестер Сити не се само 3 бода и скок на табелата. Тоа е голем ветер во грб. И мислам дека врз база на тој ентузијазам Манчестер Юнајтед има основа до крајот на годината и овој натрупан период на превари кај англичаните да го заврши со победи. И јас би типувал на Манчестер Юнајтед цел овој период во декември. Мислам дека ќе го победат еве. Така, мислам дека претходно играле, како што гледам, како што имам запишано 4-0 за Евертон, последниот надпревар бил. Да, 4-0 за Евертон во Ливерпул. Да. Кога беше Евертон домаќин, да. Манчестер на 5-ти на табела, 14-ти Евертон, значи јас мислам дека треба да одиме на чист кец. Да, мислам дека победа на Манчестер е реална опција и одличен коефициент. Коефициентот е супер, 1,85. За оние кои што сакаат да надополнат овие надпревари секогаш имаат голови, но еве, тип 1 нека биде нашиот тип. Нека биде тип 1, одиме кај германците, Бундеслигата, Херта, Фрајбург. Херта е една многу симпатична екипа која што пред 2 недели смени тренер, дојде легендарниот Юрген Клинсман и првите два надпревари резултатски не му донесоа кој знае што, еден бод, меѓутоа Херта игра поинаку. Игра подопадливо и веќе се гледа раката на тренерот. Така. Без разлика што Фрајбург добро котира, има изворена млада екипа, јас типувам дека Херта ќе го добие на преварот и тоа Баш имавме мала дебата пред да почнеме за снимањето, велам Херта е 15-та, Фрајбург е 5-ти на табелата. Да, германците ако ги гледаме во тој контекст тешко. Дали имат врска? Претходното кога типувавме Вердер Падерборн, па Падерборн победи во Бремен. Така не мора да значи. Не мора ништо да значи. Коефициентот за Херта е 2,15. Да, што е тоа супер. е голем коефициент, да не забравиме дека Херта е и многу поголем клуб од Фрајбург, игра дома, има олимписки стадион зад себе, 50-60 луѓе, одиме на победа на Херта. Пред се заради тренерската смена и заради Клинсман. Лион Рен, французите. Лион Рен северно дерби, две екипи кои што има обврски ова недела со европските купови. Лион се провлече, влезе во осмина финалето на Лигата на шампионите и пак играм на тој ентузијазам како и кај Манчестер. Мислам дека победата на Лион најмногу би дошла заради таа добра атмосфера која што ова недела постои во супер соблекувалната. коефициент 1,75 за Лион. Рен играше вчера против Лацио. Тоа значи дека е нешто поуморен, додека пак Лион играше во вторникот против Лајпциг. Мислам дека Лион ќе извојува победа и дека уште повеќе ќе се скачи на табелата. Тип 1, добар коефициент. Значи Лион 7-ми, четврти. Добар избор. Да, одиме се кец се наредивме. Тој избор ми се чини дека на местата на табелата брзо ќе се смени, дека Лион ќе оди горе, Рен ќе оди долу. Севилја Вилјареал. Ајде шпанците да ги видиме. Севилја е хит сезонава, игра многу добро, практично залепена за Реал и Барса во трка за титулата, со новиот тренер си најде една своја физиономија, има баланс, за разлика од претходните неколку години кога Севилја играше многу офанзивно, постигнуваше голови, но и примаше. Сега игра многу избалансирано, мислам дека Севилја е фаворит и дека ќе го победи Вилјареал. Така, Тип 1, да. Тип 1, дали мислиш дека ќе паднат голови? Според она што го гледам дека претходно имале 3-0, 0-0, 2-2, 2-3. Мислам дека ќе биде направен со голови, но со голови од двете страни со победа на Севилја. Ај кеци 3+ да одиме. Да, добра опција е. 3+ ќе имаме поголем коефициент. Атлетико Билбао Ејбар. Тоа е баскетско дерби. Две екипи, два града кои што се
раздалечени, не знам, 50 километри. Атлетик Билбао е гигант, од Ејбар е мал клуб, но еден симпатичен клуб кој што е склон на изненадувања. Ухо играле претходно 4-1, 3-3, овде ќе паднат голови. Јас мислам дека Атлетик Билбао 1,75 ќе покаже коефициентот. својата моќ и ќе го победи Ејбар. 5-3 плюс и овде. Добра опција. Да. 5-3 плюс. И Милан Сасуоло. Милан слично како Манчестер кога говоревме, заспан гигант кој што ми се чини дека гледаме некои први знаци на будење. По смената на тренерот Пиоли дојде на местото на Джанпаоло. Во претходното коло го гледав мечот против Болоња, видов добри работи од Милан, играчки добри работи, не само победата од 3-2. Така да мислам дека надпреварот против Сасоло му е добар тест. Залудна е таа победа против Болоња ако не го победиш дома Сасоло. Така. Мислам дека Милан нема да испушти оваа шанс. Имаше мирна недела да го подготви мечот и мислам дека ќе го победи Сасоло. Одиме на Кец. Значи се Кец, имаме 2-3 плюс. Значи, Еве, две утакмици, 6 прогнози од нас. 6 прогнози. Скоро од различни првенства доаѓаат. Имат супер коефициенти и мислам дека некако одиме на сигурно овие 3, што се 3 плюс можда малку се во ризик, Има ама одлични коефициенти, Херта е преку 2, се е друго некаде меѓу 1,70 и 1,90. супер. Да. Ова беше нашиот тикет. Одиме со предизвикот. Ајде. Значи Арсенал Манчестер Сити. Нема коло без дерби, минатата беше италијанско, сега Англиското го утнавме. Да. Го Ама погодивме на навивачки полувреме. малку, мислам, на полувреме го погодивме. Едно полувреме. Малку навивачки за Јувентус искрено да ти кажам. Јуве ретко губи. Значи прв пат загуби оваа сезона, ние го поклопивме тогаш кога загуби. Да, така ајде да видиме тука. Претходно играле 3-1. Значи, Арсенал Манчестер Сити. да, 0-2, 0-3. Не е сјајна формата на двете екипи, но на Арсенал е позагрижувачка. Имаат ВД тренер, че наскоро ќе именуваат нов шеф на стручниот штаб. Мислам дека ќе биде натпревар со голови и со победа на Манчестер Сити. Колку? 1-3. Ова поука од претходниот пат. 1-3. Мислам дека Манчестер Сити ќе тепа, ама дека тоа би било негде 0-1. Мислам дека нема да паднат. Многу младо. Значи, еве, пак типуваме 20 исто, мислам стично, со победа на гостинот. Така, ќе видиме сега. Ајде, со повеќе сега да Драги пријатели, ова беше нашата емисија Се кладиме заедно со мене и со Зоки. Не заборавајте да ги играте последните две етапи на нашата наградна игра Еврошанса за 100.000 денари и нашата нова наградна игра Типуе во живо, навивај во живо, која трае од 11 декември до 31 во 3 етапи на секои 7 дена. Типувајте во живо, навивајте во живо и патувајте во Виена и гледајте ги нашите и бодрете ги. Се гледаме следната недела. се гледаме за 7 дена.